најновите вести на Слободен печат. Денеска е 8 јануари, ден по големиот христијански празник, Христовото раѓање Божи, кој што им го честитаме на сите православни христијани во Македонија. Откако снегот ја покри скоро цела Европа, конечно пристигна и во Македонија. Поради продор на пустуден воздух и засилен северен ветер, денеска врнежите од дожд преминаа во снег на повисоките и во некои од пониските места. На планините во западните делови ќе се формира нова снежна покривка, а помала покривка се очекува и во пониските места, велат од управата за хидрометеоролошки работи. Минималната температура денеска ќе биде во интервал од -2 до 5 степени, а максималната ќе достигне до 10. Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со повремен дожд, особено кон крајот на денот и во текот на ноќта. Ќе дува умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 1, а максималната ќе достигне до 5 степени. Под влијание на циклонска активност во следните денови времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, а на планините и од снег. Во петок има преодно стабилизирање на времето, а во деновите од викендот, особено во сабота, повторно ќе има локални врнежи од дожд и снег, кои наместа ќе бидат пообилни. Температурата ќе биде во опаѓање. Снег паѓа на секаде низ државата. Утрово од 5 часот и 15 минути поради врнежи од снег се воведува забрана за сообраќај за тешки товарни возила на патниот правец Струга граничен премин Ќафасан, соопшти од АМСМ. Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови по влажни коловози. Врнежи од снег со променлив интензитет се бележат во Куманово, Страсин, Крушево, Железнец, како и на планинските превои Стража, Буково, Ѓавато и Пресека, но во моментов не представуваат пречка за одвивање на сообраќајот. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Поради протест на грчките земјоделци од денес со почеток во 10 часот на граничниот премин Меджитлија ќе има забрана за движење на товарни возила во наредните 48 часа, заклучно со 10.1 во 10 часот. Сообраќајот за патнички моторни возила ќе се одвива со нормален тек. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. Сезонскиот грип го достигнува пикот. Болницата Козле преполна со болни деца. Многу граѓани празниците ги поминуваат во болниците. Во клиниката за белодробни заболувања за деца во Козле, Скопје, се работи со полн капацитет. За време на викендот само во оваа болница биле прегледани околу 800 пациенти, што е исклучително висок број за 48 часа. Специјалистот педијатар Елена Гиновска-Тасевска изјави дека во текот на вчерашниот ден биле третирани околу 150 деца. Бројката расте и денес, при што има околу 100 хоспитализирани деца, 6 се на апарати на кислород. Симптомите на грипот се слични на оние на коронавирусот, поради што од Министерството за здравство апелираат за што помасовна вакцинација. Министерот изјави дека досега против сезонски грип се вакцинирани 77.000 граѓани и додаде дека се уште не е достигнат врвот за Комисијата за заразни болести да даде дополнителни препораки. Останати се уште околу 3.000 вакцини кои граѓаните можат да ги искористат без претходна пријава во системот за вакцинација, туку директно да се упатат во здравствените установи. Препораките на лекарите се граѓаните да ги избегнуваат собирите, престојот во затворени простори и да се придржуваат кон личната хигиена. Исто така се препорачува превентивно земање витамини и додатоци во исхраната за зајакнување на имунитетот. Бидејќи вирусните инфекции се исклучително заразни, лекарите советуваат децата да не се носат веднаш во болница при првите симптоми, за да не дојде до дополнително влошување, туку најпрво да се започне со домашно лекување или преку матичниот лекар да се добие соодветна терапија.
Поради обилниот дожд во Кичево се поплавени повеќе стамбени објекти на улицата Прилепска, поради што 60 луѓе се евакуирани и згрижени во спортската сала Христо Узунов, соопшти Центарот за управување со кризи. Според пријавите, интервенциите евидентирани до 21 часот на 7 јануари оваа година, проблеми се регистрирани на повеќе локации низ земјата. Проблеми се пријавени и во Битолско, каде што се поплавени дворови и земјоделски земјишта. Иако реките не се излеани, додека одронот кај селото Сирхан е целосно отстранет. Во Охрид се пријавени поплавени подруми, гаражи и дворови на повеќе локации, каде што интервенирале екипи на јавните претпријатија и локалната самоуправа. Од ЦУК информираат дека сите надлежни служби се натерани и дека активно интервенираат за справување со последиците од дождот, а граѓаните се повикуваат на внимателност и на почитување на официјалните препораки. Првото бебе во Кочани во новата 2026 се роди на христијанскиот празник Божик. Станува збор за машко новороденче родена на гинеколошко-акушерското оделение при општата болница во Кочани. Бебето ќе го носи името Миха. Мајката и новороденчето ги посети градоначалникот на Кочани Владко Грозданов, кој им ги врачи традиционалните подароци и им посака добро здравје, среќа и благосостојба. Трамп ќе го пречека колумбискиот претседател во Белата куќа откако му се закануваше со воен напад. Американскиот претседател вчера објави дека планира да го пречека својот колумбиски колега Густаво Петро во Белата куќа во блиска иднина. Изјавата дојде кратко време по првиот телефонски разговор меѓу двајцата шефови на држави, кој се одржа по повторените закани на Трамп за можна воена акција во Колумбија. Агенцијата France Press, цитирајќи го колумбиското Министерство за надворешни работи, изјави дека разговорот, кој траел околу 15 минути, се водел во мирен тон. Петро се јавил да ја објасни ситуацијата во врска со дрогата и другите несогласувања што ги имавме, како што рече Трамп на платформата Truth Social. Американскиот претседател додаде дека со нетрпение очекува лична средба со својот колумбиски колега. Односот меѓу двајцата лидери е обележан со интензивни јавни конфронтации. Трамп постојано го обвинуваше Петро преку медиумите и социјалните мрежи дека колумбискиот претседател ја критикуваше американската воена акција во регионот и се пожали дека САД го киднапирале венецуелскиот претседател Николас Мадуро без законска основа. Најавата за престојната средба во Белата куќа поставува нов тон за веќе напнатите односи меѓу двете земји. Се очекува посетата да се фокусира на прашања поврзани со дрогата, безбедноста и други билатерални спорови, а внимателно ја следат и меѓународните аналитичари поради претходните закани за воена вмешаност. Незадоволните земјоделци со трактори стигнаа до центарот на Париз. Тие денес пред зори стигнаа до Ефеловата кула, носејќи во главниот град на Франција бројни барања, продолжувајќи ги предновогодишните протести. Информираат синдикатот и новинарите од агенцијата France Press и Reuters, кои се на местото на настанот. Тие маршираат низ Париз, па дури и поминаа по авенијата Шанзелизе, изјави портпаролот на руралната координација, зборувајќи за неколку десетици трактори, кои влегоа во француската престолнина од југ. Целта на синдикатот е да протестира главно против договорот за слободна трговија меѓу ЕУ и земјите од Меркосур, но и против управувањето на државата со епидемијата на говедска сунгереста енцефалопатија, поради која на почетокот на декември се зголеми гневот на земјоделците во југозападна Франција. Од зимата 2024 година земјоделците бараат поедноставување на административните процедури и олабавување на стандардите, особено европските, кои се сметаат за претерано принудни и придонесуваат за создавање нелојална конкуренција. Најмалку 2 лица се убиени, а 6 други се повредени во мормонска црква во Солт Лейк Сити, Јута, кога некој отвори оган за време на погреб по расправја, објави ABC4, локална телевизиска станица поврзана со националната мрежа ABC News, повикувајќи се на полицијата.
Најмалку еден осомничен во црквата на Исус Христос и светиите од подоцнежните дни избегал и се бара, соопшти полицијата, според медиумот. Се уште не е јасно дали има други сторители во инцидентот. Главен извршен директор на полициската управа на Солт Лейк Сити Глен Милс потврди дека околу 19 часот и 36 минути добил повик за пукање во зградата за состаноци на црквата на Исус Христос. Во зградата за состаноци се одржувал погреб, а избувнала тепачка што довело до истрели. Според Милс има најмалку 8 жртви, од кои 2 починале како резултат на повредите. 3 лица се во критична состојба, а 3 лица се во непозната состојба. Некои од жртвите биле однесени со приватно возило во болница, што според Милс ја комплицирало ситуацијата. Брайан Ред, началник на полицијата на Солт Лейк Сити, потврди дека сите жртви се возрастни. Бура од реакции по убиството на жена во Минеаполис од страна на миграцијски агент. Минеаполис денеска е во очај по убиството на жена од страна на службеник за имиграција и царинска контрола, кој учествувал во најновата акција на администрацијата на Трамп против имиграцијата, при што гувернерот апелираше до луѓето да останат смирени, а училиштата ги откажаа часовите и активностите како безбедносна мерка. Државите и локалните власти побараа од службата за имиграција и царинска контрола да ја напушти државата откако 37-годишната Рене Никол Меклин Гуд беше застрелана во главата. Но министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем рече дека агентите не одат никаде. Оделот за внатрешна безбедност распореди повеќе од 2000 полицајци во областа во она што го нарекува најголема операција за спроведување на имиграцијата досега. Ноем рече дека се уапсени повеќе од 1500 луѓе. Убиството на Меклин Гуд во средата наутро во стамбена населба јужно од центарот на градот беше снимена на видео од сведоци, а до вечерта стотици луѓе излегоа на бдење и ја повикаа јавноста да се спротистави на спроведувањето на имиграцијата. Некои потоа скандираа додека маршираа низ градот, но немаше насилство. Ова беа вестите на Слободен печат. Утре се гледаме повторно. Пријатно.